Добар ден и од мене. Денеска сме овде во Градско и можам да кажам дека и покрај тоа што општината можеби е од помал обем, кога станува збор до жителите во општина Градско, сепак со една храбра, посветена и честна работа од страна на градоначалникот овдека, Кире заедно со администрацијата, со советниците, прави нешто кое што до сега не било запаметено, односно немало ни можност ни да се помисли да се направи, но еве се прават проекти, се работи и се прават дополнителни проекти кои што во периодот кој што следи ќе бидат исто така сработени, кои што ќе значат додадена вредност во квалитетот на живот на граѓаните овдека во Градско. Како и сите градоначалници кои што се избрани доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН, така и овде во Градско. Имаме огромни притисоци од страна на владата, несоработка. За жал, морам да констатирам дека на тој начин си го кажнуваат сопствениот народ, граѓаните во сопствената држава и неодговорно се однесува владата. Но и покрај тоа, Кире е доволно мотивиран заедно со советниците и администрацијата овдека да направи нешто што е невозможно. Односно, самиот кажа, од општинскиот буџет имаме бесплатна градинка, а до скоро ќе имаме и бесплатен оброк за учениците од 1 до 5 оделение. Нешто што за прв пат се прави во Македонија. Јас му честитам и му посакувам само така да продолжи. На тој начин ќе покажеме и разлика дека не се сите исти, додека некои крадат, другите работат. Додека владата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ, упорно краде и ја уништува Македонија, градоначалниците и општините каде што имаме кадри на ВМРО ДПМН покажуваат разлика и работат. И само напред, само храбро, за неколку месеци од денеска ќе имаме нова влада предводена од ВМРО ДПМН, која што ќе ги поддржува општините без разлика дали таму градоначалникот е од ВМРО, дали е од СДСМ, дали е од ДУИ, Алијанса или некоја друга политичка партија, БЕС и така натаму. Ние сме фокусирани на целата територија на Македонија, без разлика во која општина, каков градоначалник и од која политичка партија доаѓа или е независен, не е политички определен. Нас не интересира квалитетот на живот на секој еден граѓанин, без разлика на етничката и политичка припадност или политичка неприпадност, бидејќи имаме многу наши сограѓани кои што се политички независни. Така што само со ваков тип на проекти и реализација на истите ние можеме да покажеме разлика и со дела да ја сакаме Македонија. Ви благодарам. Ако имате други прашања, ви стојам на располагање. Вчера премиерот Ковачевски беше во Битола, така со еден коктел со 100 гости, го означи крајот, успешниот крај на грајната сезона. Како го коментирате, а во исто време Стопанската комора, значи онака никогаш не реагирала гневно, дека не е ништо направено. Вие, вашиот коментар кој е? Баш шокантна беше сликата. Морам да признам за прв пат видена не само во Македонија, мислам и пошироко, со коктел да се одбележи крајот на грејната сезона и со благодарници. Прво со неверување го примив сето тоа, но кога понатаму продолжив да ги гледам прилозите, сватив дека тоа се случило навистина. Дека премиерот наместо да пушта некој проект во употреба или да отпочнува некој проект, тој всушност приредува коктел затоа што ја завршиле грејната сезона. Не знам што да кажам, некогаш човек е песимист, треба да биде оптимист. Зашто? Затоа што јас сум песимиста кога велам дека од ова подолу не може. Но требало да бидам оптимиста кога мислиме дека тие го допреле дното, тие копаат уште подлабоко надоле и можеле подлабоко додат од тоа дно кое што е замислено во моментот. И кујзнам уште што шокантно нема да ни придадат овие неколку месеци додека се таму се уште влада. Но да бидеме сериозни, работата е алармантна. Повеќе од 200 милиона евра пари на граѓаните по пат на трансфери од буџетот беа префрлени во АДСМ, поранешно ЕЛЕМ, за да може едвај да ги обезбеди потребите на стопанството, потребите на граѓаните со електрична енергија и со затоплување. Самите споменавте, бизнис заедницата едвај од крај со крај врзува, едвај успева да обезбеди средства да ги исплати платите за вработените, кои што пак на тој начин ги хранат своите семејства, поради тоа што не добија никаква помош и поддршка од владата во процесот на справување со енергетската криза. Беа оставени буквално самите на себе.
Но добрата вест е што набрзо денеска доаѓа одговорна влада која што знае како да го реструктурира прво енергетскиот сектор, а второ да овозможи на стопанството да може правилно да се развива и да обезбеди енергиен со кој што тие ќе може да се развиваат и да обезбедуваат додадена вредност за своите производи, а со таа додадена вредност и да обезбедуваат на време на плата за вработените, кои што прво ќе си ги задржиме дома, а второ ќе бидат среќни и задоволни затоа што имаат пристојно работно место. Уште еднашка да заклучам, шокантен беше оној настан да се случи коктел со кој што вие ќе го прославите крајот на грејната сезона. Наместо да почнете да отварате проекти како што тоа се прават, еве овдека би рекол на неколку километри воздушна линија од таму каде што вчера беше коктелот, во Градсково, една мала општина, но со една храбра администрација, предводена од еден храбар градоначалник, честен градоначалник, кој што и покрај ограничените средства реализира на дневна основа проекти. Јас уште еднашка ќе кажам, нека го гледаат примерот од Кире, нека се угледаат на примерот на градоначалниците на ВМРО ДПМН и да престанат да крадат и лажат, туку овие неколку месеци кои што им престанат таму, барем нешто да може да сработи. Во контекст на ова само уште едно прашање. Вчера исто од таму беа упатени сериозни критики кон опозицијата, во случајов и кон вас, дека сте сееле паника меѓу народот, дека ќе има енергетска криза и дека тоа го правиле луѓе кои немаат буквално поима што е струја и како се стопанисува со струја и како се менаџира енергетска криза. Како го коментирате ова? Па добро, тоа е дел од тој фолклор на навреди кој што владата на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ го упатува кон мене и кон ВМРО ДПМН. Ако не се они сигурни, тогаш треба само да ги погледаат бројките. Кога бев јас директор на АД-Елем, немаше потреба да имаме дотации од буџетот, како што сега има потреба 200 милиона евра годишно, туку Елем дотираше до акционерски друштва во собственост на државата за да може да исплаќаат плати. Имаше ликвидност која што во тој момент со сите исплатени долгови побарувања изнесуваше околу 360 милиони денари на сметка на компанијата и отприлика заштеди од околу 1 милиарда и 500 милиони денари во комерцијалните банки во Македонија. И ќе повторам, немаше потреба од трансфери на буџетски средства, на пари од граѓаните, за да може компанијата да работи. За разлика од тогаш, денеска, или во оваа 2022 година, АДСМ, поранешно АД-Елем, доби повеќе од 200 милиона евра буџетски пари, за да може колку толку да ја помине годината, а повеќе од 45 милиони евра е загубата на АДСМ поранешно Елем во 2021 и во 2020 година. Тоа се бројки. Не треба сега тука многу политика, дали Ковачевски и останатите се во право или јас ова што го говорам, ова се бројки, граѓаните може да ги споредат и да донесат заклучок. Затоа на следните парламентарни избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или редовни, ќе им се случи дебакал, а после тој дебакал и одговорност. И само уште едно прашање, спомнавте вие нешто, колку ли е очајна релацијата помеѓу централната власт и општините, особено кои што начело се градоначалници од ВМРО ДПМН и како се снајдуваат генерално, значи на ниво на Македонија? Вие не помнавте нешто? Па, секаде е слична ситуацијата, се кратат средства, се кратат дотации, нема реализација на проекти. Единствено нешто што е почнато со програмите од претходните години, нема нешто ново, нема поддршка. Знаете и самите, во отсуство на нормално функционирање на релација општина влада, голем дел од општините се одлучија да издадат за прв пат, што представува едно креативно решение, општински обврзници. Го знаете случајот со општина Штип од минатата година. Тоа се средства кои што беа наменети за капитални проекти, кои што ќе бидат реализирани во самата општина. За жал, владата ја тргна таа точка од дневен ред и покрај тоа што беа обезбедени сите позитивни мислења и од Министерството за финансии, и од Комисијата за хартија од вредност, и од Македонската берза, практично се што требаше законски да биде обезбедено, беше обезбедено, но за жал имајќи го предвид карактерот на оваа, би рекол, влада на ДУИ поддржана од СДСМ, Ковачевски одлучи на владина седница да ја тргне таа точка од дневен ред, без да даде образложение зашто тоа го прави, и Штипјани остана
за жал минатата година во неможност да бидат реализирани капитални проекти во вредност од 5, а некои општини повеќе милиони евра, како што е случајот со Прилеп, Газибаба, Аеродром и останати општини кои што влегува во еден процес на издавање вакви општински обврзници. Но повторно ќе кажам, добрата работа е што за неколку месеци денес тие ќе доживеат катастрофален пораз, после кој за нив ќе следи процес на одговорност и се надевам конечно една катарза во рамките на СДСМ да се врати на оние патеки кои што и прилегаат на оваа политичка партија, кои што беше можеби во минатото, а ние како ВМРО ДПМН ќе бидеме фокусирани и ќе се насочиме во работа и реализирање на проекти кои што ќе значат додадена вредност во квалитетот на живот на граѓаните. Тоа е нашата цел. Господин Мицкоски, во однос на договорот со УК и МК, премиерот Ковачевски избегава да даде дополнителни одговори и истовремено од власта обвинуваат дека се води кајка против коридорот 8. Ваш коментар? Сакам да напоменам тука нешто пред да продолжиме. Јас ги слушам овие гимнастики на отворена сцена од дуото кое што ја води во моментов Македонија, Груби и Ковачевски. И морам да напоменам дека не е професија етничката припадност. Кај Артан Груби да се биде криминалец не значи етничка припадност. Кај Ковачевски да се биде криминалец не значи етничка припадност. Ние како ВМРО ДПМН не сме против никој проект кој што опфаќа одредена целна група, етничка група, географска положба во Македонија. Нити сме против изградба на коридорите како што се коридорот 10, дел од коридорот 10, Д и дел од коридорот 8, кои што се всушност и во програмата на ВМРО ДПМН. Но зашто сме против? Еве сега ќе ви кажам. Против сме да знаете дека не можете работната недела, бидејќи постои одлука на Уставниот суд, да ја продолжите од 40 на 60 работни часа, а да подпишете договор кој што ќе опфати пенали во вредност повеќе од 200 милиони евра. 200 милиони евра. Да, за тоа сме против. И за тоа ќе има одговорност. Против сме да во услови на арбитража и спор со фирмата изведувач, македонското законодавство да го суспендирате. И да важи законодавството на Англија и Велс, кое што по својата природа е различно од македонското. Односно, македонското е континентален модел, а ова е англосаксонски модел. Против сме, кога ќе се тросат буџетски пари од граѓаните, да се суспендира законот за јавни набавки, како што тоа го бара владата на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ. Против сме, гледате дека што пишува на таблата, одобрение за градба општина Градско. Против сме да се гради овој голем проект без да биде извадено одобрение за градба, како што тоа го бара владата на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ во измените на законот за градење кои што се доставени во парламент. Против сме да се наплаќаат цени за асфалт, за бетон, за расчистување на терен 2 до 3 пати поголеми од тие кои што се пазарни. Против сме дивоградбите да се експроприираат по цена која што е иста како илегалните градби. И конечно сме против криминалот кој што е присутен во овој проект. Има еден начин да докажат дека навистина се грижат за Македонија, за македонското стопанство, за граѓаните. Истите овие услови кои што ги подпишале, да им ги дадат на македонските компании, да ги соберат. Без разлика дали собственик на македонската компанија е македонец, албанец, турчин, ром, влав, бошњак, србин, не е важно. Дали вработените имаат ваква или таква етничка припадност. Еве нека ги соберат компаниите во Македонија и нека кажат, дечки, еве го проектот, сработете го вие. Не да ми кажуваат дека 30, 40, 50% ќе биде македонски работени. Нека бидат 100%. Ако навистина се грижат за македонското стопанство и за македонските граѓани. Затоа сме против.
И ќе бидеме против и жестоко ќе се бориме да го исправиме се тоа. Не сме против да се гради. Па ние сме партија која е позната по градењето, по реализацијата на проекти. Не сме против компании реномирани, но сме за нашите македонски компании. И ќе продолжиме да се бориме за нашите македонски компании. И се ќе направи едната влада на ВМРО да помне за нашите македонски компании да им овозможи да имаат услови за работа со кои што ќе вработуваат наши македонски граѓани, а тие наши македонски граѓани ќе имаат примања со кои што ќе останат тука и ќе ги формираат своите семејства овде во Македонија. Нема да се иселуваат. Ете, за тоа сме за. А ви кажав зашто сме против. Благодарам. Ви благодарам. Убав ден имате.